Почитувани граѓани, помина точно една година откако го регистриравме првиот случај на коронавирусот во нашата земја. Во изминатата година докажавме и покажавме дека здравствениот систем има сили, знаење и искуство да се справи со најголемиот здравствен предизвик во поновата историја на светот. Здравствените работници кои беа на првата линија на борбата против вирусот покажаа истрајност, професионалност и патриотизам на највисоко ниво и токму поради тоа ја заслужуваат целата почит и благодарност. Изминатата година беше тешка за сите. Нашиот живот целосно се промени. Ги променивме навиките за дружење, комуникација и работа за да се прилагодиме на новото нормално. И по една година пандемијата е се уште тука. Битката и понатаму трае, а човештвото се уште ги нема сите одговори за вирусот. Но оваа година влегуваме во втората и последна фаза од пандемијата, а тоа е фазата на вакцинацијата. Знам дека сите сакаме оваа фаза да заврши што побрзо. Како влада, даваме максимални напори да обезбедиме вакцини што поскоро и доволно за сите граѓани, за што барам трпение и разбирање од сите. Набавката на вакцини во моментов е главен предизвик на сите држави во светот, а 130 земји се уште немаат почнато со процесот на вакцинација. Не успеавме да ја започнеме вакцинацијата на здравствените работници, а многу брзо ќе ја почне и вакцинацијата на сите граѓани. Сепак, мора да бидеме свесни дека пандемијата нема да заврши со стартот на процесот на вакцинација. Гледаме дека се уште вирусот се шири, а новите соеви предизвикуваат немир и несигурност кај здравствените експерти ширум светот. Затоа апелирам и натаму да останеме предпазливи и одговорни и да ги почитуваме мерките за заштита.